Можно е владата повторно да ги активира мерките за цените на горивата. Откако нафтата на светските берзи скокна на околу $80 за барел по новите напади на Блискиот Исток, премиерот Мицкоски вели дека состојбата се следи. Доколку има потреба, мерките стојат на располагање. Оцени дека актуелните случувања создаваат неизвестност на енергетските пазари, но уверува дека државата има доволно резерви и план за навремено снабдување со енергенси. Мицкоски посочи дека Македонија и натаму има најниски цени на горивата во регионот. Статистички имаме најниска цена и убедливо најниска цена. Некој ќе рече, ама нашата плата кукава е цената на бензините и на дизел. Да, така е, но тоа е брзански производ. Тоа не зависи од предприемачка логика, тоа не зависи од политики на влада. Тоа е брзански производ и сите од иста берза купуваме. Процесот е како го менаџираме од тој момент додека го користат граѓаните. И така било со децении наназад. Така што тој сеир ќе го оставам на оние кои што се уште живеат во тоа политичко мочуриште како што е опозицијата. Мерките за горивата беа во сила од крајот на март до средината на јуни. Владата интервенираше со намалување на ДДВ-то и акцизите. Ценовниот шок се амортизираше, но за сметка на тоа, само поради кратењето на акцизите, државната каса остана покуса за околу 24 милиони евра. Опозицијата па критикува дека единствено нешто во што владата била успешна се задолжувањата. Мицкоски со лаги дојде на власт, со лаги владее. Ветуваше дека економијата ќе биде тигар, ветуваше инвестициски бум, ветуваше подобар животен стандард. Ништо не исполни. Инфлацијата почна да се смирува. Државна статистика измери раст во јуни од 3,4%. Пазарните инспектори пак констатирале дека поскапувањето во дел од маркетите не доаѓа од повисоките набавни цени, туку поради зголемените профитни маржи. Причините за ваквото однесување ќе се разгледуваат на средба во владата следната недела. Мартин Арсов, Сител телевизија.